Почитувани ученици, добре дојдовте во училница. На час по математика во прво одделение. Јас сум одделински наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час по математика ќе мериме доложини со нестандардни мерки. Кои цели треба да се постигнат на овој час? Да споредувате доложина со директна споредба со користење на нестандардни единици, како што се палец, педа, стапало, лакот, чекор или разни други предмети. Ке користиме споредбен јазик, што е долго, што е кратко, подолго, пократко, најдолго, најкратко. И најважно е, посебно овој час, да можете да решавате едноставни проблемски ситуации поврзани со мерење на должина. Хајде да се запознаеме со тоа што се нестандардни мерки за должина. Сакам првен да ја расширите вашата дланка како што ја прикажам на сликите. Ке се запознаеме со нестандардна мерка педа. Значи сега ние кога отворивме дланката, ние покажуваме една педа. Но што е всушност растојание од една педа? Како што гледате на цртежот, растојанието меѓу врвот од палецот и врвот на малиот прст, кога дланката ни е наполно расширена, представува едно растојание од една педа. Сега, зошто велиме дека е нестандардна мерка? Затоа што мојата педа и педата ваша, или вашата педа со педата на баба, дедо, мама, тато, вашето братче, сестриче, другарче не е иста. Тоа можеме да го видиме кога ќе си ги доприте дланките. Значи една дланка со друга, бидејќи возрастните имат поголема дланка, вашата дланка би била помала. Со тоа и вашата педа би била помала. Колку е должината на вашата педа, можеме да измериме, или на мојата педа, со помош на линијарче. Па сега може да земите линијарче, да го стопирате видеото, да земите линијарче и од врвот на палецот до врвот на малиот прст да измерите колку е должината на вашата педа. Должината на мојата педа е 19 см. Па кога вие би измериле и би ја споредиле со мојата, може да откриете дали вашата педа е пократка или подолга. Откако ќе измерите вашата педа, значи не ви треба сега линијарче, знаете отприлика колку е и должината точно на педата, можете да измерите, да одберите предмет или учебникот што е пред вас и да измерите, например, колку педи учебникот тебе по математика или масата каде што седите. Значи, една педа е растојание од врвот на палецот до врвот на малиот прст. Се запознаваме со друга мерка. Кренете го, подигнете го вашето палче како да правиме нели лайк или како се согласуваме нели со нешто што ни се допаѓа. Велиме палец. Значи можеме да мериме со помош на нашето палче, а во текот на активностите ќе кажеме како. Хајде подигнете го сега показалецот. Па имаме нестандардна мерка показалец. Значи палец, показалец. Заедно палецот и показалецот прават друга нестандардна мерка, а тоа е, значи палец и показалец која ќе ги расшириме максимално што можеме. И имаме нова мерка која што е нормално исто како и другите мерки дел од нашето тело. Ситкајте раката на овој начин како што е покажена, значи да го видиме делот од подлактицата, значи од прстите до лакотот. Оваа мерка се вика лакот и одразува должината од лактот, патете го со едната дланка, значи со прстето осетите каде е коската, нели кај до врвот на средниот прст. Значи средниот прст погледнете ни најдолг, значи ова растојание го викаме еден лакот и можеме да мериме и со него. Сега што е ова? Тоа е вашето и моето стапало. Со помош на стапало ние додека играме некои игри, користиме ајде да измериме колкава растојанието во стапки, па стапката пред стапката нели си ставаме и мериме колку има должина или колку стапки има одредено растојание. Како ќе мериме со помош на нашето стапало? Прво да кажеме, нашето стапало е различно. Значи, јас носам и поголем број на чевли од вас, или вашиот татко, или некој кошаркар од 2 метри, тој носи голем број на патики и
затоа велиме дека нашето стапало не е исто, и затоа спаѓа стапалото во нестандардна мерка. Како ќе измериме една должина стапало што сакаме да ја користиме, кога на блокче, на листот блокче, јас го ставите вашето стапало, со помош на моливче ќе го исцртате, ќе го изрежете на овој начин и потоа може со него да мерите одредени должини. На сликата гледаме еден човек што чекори, така да ќе се запознаеме и со мерката чекор. Како и стапалото, како и педата, сите имаме различен чекор. Помало дете прави помал чекор, поголем човек прави поголем чекор. И сега како да одредиме должината на чекорот? Должината на чекорот е должина на вашата стапка, значи колкав е вашиот чекор, со должината на вашиот лакот. Значи должината на лакотот плюс должината на стапката прават едно растојание од еден чекор. И бидејќи рековме дека чекорот е различен, како може да го измерите вашиот чекор, колку е должината? Например, направете еден чекор и застанете во просторијата, ставете или некој добар што е да стави паричка метална од 1 динар каде што ви завршува петицата на едната нога, а од другата нога каде што ви е врвот или палецот. Кога ќе се тргнете настрана, ќе ви останат двете монетки, тоа значи тоа е растојанието од еден чекор што го направивте вие. И тогаш може да мерите, да измерите колку е должината на вашиот чекор. Значи спомнуваме и учиме за нестандардни мерки за мерење должина. Хајде да се подсетиме што досега видовме. Палец, показалец, педа, што беше педа растојание од врвот на палецот до врвот на малиот прст. Лакот, ова растојание, стапало, палец и показалец и чекор. Освен овие мерки кои што во моментот можеме да ги искористиме бидејќи сте делови од нашето тело, ние како нестандардни мерки можеме да користиме и разли предмети. Овде гледаме разнобојни сламки. Ке спомнам спајалица, но освен нив, како мерки, нестандардни мерки за мерење должина, може да користите било кои предмети. Моливче, еве едно кратко моливче, еве едно пенкало. Може да биде тоа гумичка, може да биде патен за коса. Значи, било кој предмет може да го користите како мерка за мерење на должина, но при тоа ќе почне да мерите со него, само со него ќе мерите. Ако мерите во моливче, со моливчиња, со тоа моливче ќе мерите должина. А како е тоа, мислам што сакам да ви кажам, ќе проследите низ на тамошниот тек на видеото. Еве како правилно да мериме должина со помош на нестандардни мерки. На фотографијата забележувате 4 боички – зелена, црвена, сина и виолетова. Над сите боички гледате повкупно 3 спајалици. Што значи ја мериме должината со помош на спајалица. Но само една боичка е точно измерена со нестандардна мерка. Разгледајте ги убаво, стопирајте го видеото, размислете, а потоа проверете дали точно сте откриле, значи, која боичка е точно измерена. Продолжуваме. Хајде да видиме дали црвената боичка е точно измерена. Што мислите? Ако сте рекле дека не е точно, значи вие сте одговориле правилно. Да разгледаме што имаме 3 спајалички, сите се поставени на одредено растојание, не се допираат. Боичката има, значи, од растојанието колкава е боичката, гледате кај едната цртичка кај врвот на боичката е малце подалеку, значи должина онаму каде што завршиле спајалиците. И гледаме дека повеќе е измерено растојание отколку што е должината на спајалицата. Ајде да видиме за сината што помисливте. И сината е грешна. Ајде да видиме зошто. За разлика од кај црвената, кај сината боичка спајаличките се преклопени една врз друга и третата спајаличка не стигнува до врвот на боичката. Значи не го одредува, тогаш ќе ни треба уште четврта спајалица, во овој случај за да измериме должината. Но велиме дека е погрешно. Продолжуваме со виолетовата. Погледнете каде се спајаличките, каде е боичката. И нормално не е точно поставено затоа што првата спајаличка не почнува од крајот на боичката, гледате,
или пак горе кај врвот на боичката, воопшто не е измерено растојанието на боичка. Значи, точно пресметана должина на боички е кај зелената боичка, каде што сите три спајалички ја офаќаат должината на боичката од почеток до крај. Спајалиците се наредени една до друга, се допираат, не се разделени, не се преклопуваат. На овој начин ние всушност вршиме мерење со нестандардни мерки. Рековме дека важна цел ни е да ги користиме поимите долго, подолго, најдолго, кратко, пократко, најкратко. Затоа ќе ни помогне еве оваа фотографија при што ќе мериме неколку предмети. Од секој предмет има три различни должини. Ние треба да откриеме која е најдолга, а која е најкратка. Стопирајте го видеото, размислете, а потоа, значи користиме што е најдолго, а што е најкратко. А потоа проверете откако ќе го продолжите со видеото. Најдолго линиерче е третото, а најкратко првото. Второто е подолго од првото, а второто е пократко од третото. Вежбајте со користење на овие поими. Најдолго моливче, третото, најкратко моливче, второто. Најдолг чекан, вториот, најкраток чекан, првиот. Третиот чекан е пократок од вториот, третиот чекан е подолг од првиот. Имаме хот-дог. Најдолг е првиот, најкраток е третиот хот-дог. Продолжуваме со пенкалцата, како размисливте? Најдолго е првото пенкалце, најкратко е второто пенкалце. И имаме алат, француски клуч, најдолг е вториот клуч, а најкраток е првиот клуч. Продолжуваме понатаму. Сега имаме малку вежби поврзани со нестандардните мерки кои што ги изучивме. Имаме една табела составена од 5 колони и 4 реда. Редовите ни се означени со розева боичка, колоните со жолта боичка, онаму каде што ќе ги поставуваме нели сликичките. Што ќе мериме? Следете стрелката што ќе мериме. Ќе мериме должина на лакот, на вашиот лакот, должина на вашето стапало и должина на вашиот чекор. Од претходните активности, чекорот рековме да го одредите со монетите, стапалото да си го изработите на хартија, а лакотот веќе си го имате вашето растојание. А кои нестандардни мерки ќе ги користиме за мерење нели на овие? И овие се нестандардни мерки, но за мерење на нивна должина. Ќе користиме палче, ќе користиме палец-показалец, ќе користиме педа и ќе користиме спајаличка. Доколку немате спајаличка, одберете, значи било каков предмет од вашиот училишен прибор помал. Може да е гума, може да е режало или некојате маличко моливче нека биде изрежано, било како. Првиот пример, првен ќе ви објаснам како се мери должина на лакот, потоа ќе си го стопирате видеото и ќе си продолжите со мерење. Должината на мојот лакот изразена во палци. Како ќе го правам тоа? Значи палчето ќе го поставам точно каде што ми почнува лакотот. Бидејќи треба да го нанесам палчето неколку пати до врвот на средниот прст, јас со показалчето ќе застанам каде што е палецот и потоа продолжувам. Значи тоа ми го маркира местото. Пак палче, пак показалец. 3, 4, 5, 6. Должината на мојот лакот изнесува 6 палци. Продолжувам со палец показалец, значи на истиот начин. Еве, значи прво ќе се наместам дланката до врвот на средниот прст и почнувам. Палец, показалец, палец. 1, си го собирам показалецот до палец. 2, скоро 3, бидејќи е повеќе од 2 пати, приближно до 3, јас би рекла дека должината на мојот лакот изразена со палец и показалец е околу 3 такви нестандардни мерки. Продолжуваме со педа. Педата беше од малиот прст до палецот. И велиме 1 педа, 2 педи. Значи, должината на мојот лакот е 2 педи и одиме со спајалички. Само ќе покажам како, бидејќи има повеќе спајалички. Значи, ја превртувам спајаличката, едноставно како да ја тркалам. 3, 4, 5, 6, бидејќи е поситна. Значи, помала, 7,
8, јас ќе ви кажам, значи како застанува 9, ќе ви кажам дека должината на мојот лакот како што измерив претходно и проверив е 15 спајалички. Сега ваша задача е, повторно ќе да го стопирате видеото, да си ги обезбедите мерките, мислам за мерење, се подготвите, може да изработите и ваква табела или едноставно да запишете, значи, податоци колку и должини имате и за стапалото и за чекор. А потоа ќе си продолжиме со видеото. И стигнавме до домашна работа, која што, откако добро ќе ги совладате, ја мислам дека ги запомнивме и овие нестандардни мерки, ќе можете да ја завршите многу едноставно. Освен нестандардните мерки, на сликата гледате и маса, и домашната работа ќе биде поврзана со вашата маса во трапезаријата, например. Целта на активноста е да измерите колку е долга, колку е широка должината, мислам, на масата со изучените нестандардни мерки. Може да ги искористите сите, може да си издвоите некои со кои што сакате најлесно да работите и откако, значи, ќе ги измерите, да ги забележите со помош на едноставен цртеж. Значи, ја мериме масата и ќе си нацртате една масичка, мериме со помош, например, на палчиња и ќе изброите колку палчиња всушност е должината на масата или ширината на масата. Или пак за букват, за должината напишете Д толку, Ш толку. Значи, едноставно, пократок запис, но да биде тоа лесно воочливо. Ученици, се надевам дека ви беше интересен часот за нестандардни мерки за должина. Гледате дека тие ги имаме на нашето тело, значи со нивна помош може да одмериме должини, а кажавме се нестандардни, бидејќи мојата педа и вашата педа не се еднакви. И, бидејќи заврши активноста, да замислиме дека ние сме имали еден спортски поздрав, нели, како што се поздравуваат спортистите со нашите дланки, и користете ги за денешните активности, за да играте и да учите за нестандардни мерки. Се гледаме!